Добар ден, драги пријатели, и добро дојавте во денешната епизода. Моето име е Деспина Ковачева и денес имам една многу интересна тема која што е прилично опколена со жестоки дискусии по интернет, а тоа се онлайн тренинзите, односно достапноста на тренерите онлайн. Се слушнали ли за ваков тип на тренинзи или ете можеби сте учествувале на некој од нив? Многу ме интересира и баш пишете ми во коментар да знам како сте прошле. Ама ајде на оние кои што не биле до сега и не се запознаени со овој нов термин во фитнес обкруженијето, ќе кажем да го разјасниме. Значи, онлайн тренинзите се всушност комуникација помеѓу човекот што тренира и тренерот, но сето тоа се одвива преку било која социјална мрежа. Дали е преку Facebook, преку Instagram, преку мејл, Skype, дали имаат лайв снимки, дали тренерот пушта снимки на човекот кој што е заинтересиран и така натаму, и така натаму. Сега, луѓето, например, кои што го испробале, викаат дека се многу задоволни. Ете, јас за жал се уште не успеав да пробам, затоа ве прашувам вас за мислење. Но целава тема поттикне на голема и жестока дискусија за тоа како може тренингот да не биде веќе face to face, нели, туку више да се премине на стапка на контакт помеѓу човекот што тренира и тренерот, затоа што еве како мене може тренер да ми следи мој напредок, како јас функционирам, дали правам нешто погрешно, каде грешам, како ми е напредокот, дали навистина тренирам или не. И дали тоа е паметно да се премине на стапка на технологијата околу тренинзите. Искрено да ви кажам, јас многу разгледував за темави, како што реков, не сум запознаена многу, но како што читам, луѓето се прилично задоволни. И целата оваа постапка функционира со тоа што тренерот ви праќа на вас снимки, ви праќа упатства, ви праќа сето тоа што ви е потребно за тренинг. Например, денеска ќе ви даде тренинг од 20 на минути, табата, со тие вежби, и вие сте слободни да го испраксирате тој тренинг, да го направите тој тренинг кога на вам ви одговара, во кое време и на кое место. Сметам дека со ваквиот тип на тренинг може да ни се ослободи распоредот на начин што не си, како да кажам, не си на временски распоред. Значи не мораш да одиш од 5 до 6 во теретана, каде што ти е тебе тренерот. Не мораш да трчаш после работа да стигнеш, бидејќи тогаш ти е тренингот во сала. Или пак, например, не ти се погодило времето за трчање, па треба да чекаш нареден временски период за тоа. Тука е добриот дел што не ослободува од било каква временско планирање на денот, и нас тренингот ни стои, нели, на мејл или на порака или било како, и ние можеме да го направиме било каде, па дури и да сме на патување, нели. А со тоа што ние ќе му испратиме на нашиот тренер резултати што сме направиле можеби погрешно, или еве да си поставиме камерче па да се снимаме за он да ни каже каде ние грешиме. Исто така резултати од килажа, обем или пак мускулна маса, така да што тој иако можеби не е до нас физички со физички контакт, тренерите ќе имаат нели поглед на тоа како ние напредуваме, дали напредуваме и дали навистина вежбаме. Сега исто така интересно прашање е зошто па например толку често луѓето почнуваат да се менуваат на секаде низ светот на онлайн тренинзи, ако више тренерите ги имаме толку многу и на секаде. Така да еден куп, еве, ова е едно исто прашање кое што ми текнува врска со онлайн тренинзите, и дали например се за секого, за кој тип на човек се, што ако мене не ми се допадне, дали тоа се плаќа и така натаму и така натаму. На неколку од прашањата можам да ги одговорам, но еве например јас да имам шанса да земам часови од онлайн тренинг, секако би, затоа што јас сум на еден прилично густ распоред и понекогаш стварно не можам да стигнам до сала, така да ако јас имам шанса да имам еден испланиран тренинг од некого друг на страна кој што знае за мене и ги знае моите перформанси, мислам дека би ми било голема околност. Сега има едно ограничување во врска со овие тренинзи, а тоа е, барем јас сметам дека е за почетници. Односно, ако вие не си знаете кои ви се вашите перформанси, или пак никогаш до сега не сте вежбале нешто, не знаете од кај да почнете, не знаете која спортска активност ви лежи, дали сакате повеќе групни тренинзи или пак во сала со теретана, тогаш ви препорачувам да појдете до теретана
или пак до некоја сала или кај стручен тренер, поради тоа што верувајте имаме еден куп стручни и обучени тренери кои што ќе знаат да ви помогнат, да ве насочат правилно и барем во првите неколку месеци да ја следат вашата активност со цел да не направите грешки, да не се повредите, да не ги правите погрешните типови на вежби па да направите нека поголема компликација и така натаму и така натаму. Или пак едноставно сте човек, се тип на човек кој што сака да има личен контакт со тренерот, сака да се прошета низ теретана, има доволно слободно време, тогаш апсолутно теретаната, салата или било која друга физичка активност е прекрасно исполнување на целиот ден во текот на денот. Секогаш можеме да навратиме и имаме еден куп опции на тоа што да провериме каков спорт ни прилега и така натаму и така натаму. Така да овој тип на тренинзи, односно онлайн тренинзите се уште една иновација на технологијата во фитнес светот и јас сметам дека е прилично интересна и корисна, бар за луѓе што имаат најчесто преполн распоред како мене. Така да топло ви препорачувам да ја пробате. Ете, јас искрено сум заинтересирана после оваа епизода да пробам и да видам дали кај мене би успеало и би променило да бидам, можеби поорганизиран и слободно во своето време. Така да пишете ми во коментар, кажете ми како сте прошли, дали ви се допаѓа и може ќе обработиме од некои од коментарите во наредна епизода. До тогаш се гледаме и имајте прекрасен ден. Чао, чао!